Што за вас представуваат медиумските слободи и слободата на изразување воопшто? Па да, тоа е веќе стандардно правило, значи да слободно да пишуваш за оние теми кои се интересни и за граѓаните пред се, теми кои ги одразуваат нивните проблеми, теми кои можеби не се толку јавни, но ние како новинари се обидуваме да ги откриеме, да ги актуализираме. Тоа е. На кој начин вие како новинар придонесувате или можете да принесете во борбата за слободни медии? Па секако преку начинот на пишување, преку барање на теми, секако преку објективно информирање, значи секогаш не да ја пренесуваме само едната страна од проблемот, туку секогаш мораме да прашаме другата, па дури и третата страна. На тој начин, ја мислим, треба да работиме и на тој начин можеме да ја постигнеме она цел која ја бараме. Дали досега сте се соочувале со притисоци од политички и од бизнис центри на моќ, како се справувате со истите доколку ги има? Па во последно време не. Може би порано, кога бев помлад новинар, на почетоците, кога тогаш уште политичката демократија во Македонија беше на пониско ниво, па политичарите мислеа дека се они што ќе кажат е битно и ние мораме како новинари да го пренесеме. Но секако тука има став нели на редакцијата, став на новинарот да оцени дали е тоа што кажале актуелно или не. Во последно време не забележувам барем во Тетово притисоци од политичките партии, што да се каже, како да се каже врз нас новинарите. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободни медиуми и слобода на изразување? Па моje главна препорака е мора да се реши статусот на новинарите барем овде во градовите надвор од Скопје што се. Ние како новинари нити сме регистрирани, нити сме трајно вработени, односно на неопределено време, сме со договори и во последно време се забележува еден крајно негативен тренд. Многу дописници, многу редакции ги откажа дописниците, Тетово се сведе на еден, двајца или тројца дописници од републички медиуми. Секако, ние како новинари, за да извршуваме нашата работа, мора да имаме една прво материјална подлога, односно материјална заштита, да бидеме вработени како и другите новинари што се вработени во Скопје, за нас да стои редакцијата, бидејќи сега ние со договор на дело што? Секој може да не тужи, редакцијата може да рече дигнувам раце јас од вас, што може да ја помогне. Така, значи тоа е за мене главниот проблем за ние како дописници, зборувам од градовите, по добро и по ефикасно да ја вршиме работата.